Почитувани слушатели на Маканската радиопрограма, денес интервју ќе направиме со мојот колега Зоран Божиновски. Зоран, солесно да е, така пишува позади тебе. Нека е совест. Да, да. Јас Па сметам тоа дека е, види, Кицо, да, тоа е колего затворски поздрав. Значи, кога се поздравуваат двајца затвореници или притвореници, и вика, ајде со лесно нека е или со помин нека е. Деме побрзо да поминева. И не сум го знаел тоа, знаев за рударите до среќно, меѓутоа за затворот не знам. мене еден криминалец, бивши председател на Кривичен суд Скопје, Владимир Панчевски, кој мислам дека се уште е во затвор за злоупотреба на службена положба, ме среќаваше со лисици додека ме носеа на судења за случајот шпион и онака цинички во ходинг ми вика, ајде Божиновски со лесно нека е. Па му одговарав, викам, Владимире, моето е со лесно, твоето ќе биде со тешко. Пошто знаев што го чека и знаев дека ќе му се суди кога ќе му помине силата и моќта на ВМРО ДПМН и дека неговото ќе биде со тешко и видно со тешко. Интересно е го започнаве интервјуто со аферата Шпион. А, Така, да, во таа афера Шпион тука го имавте спомнато и Александар Диневски од Брајчино, од селото Брајчино Преспа. Еден од така. осумте оние македонци кои беа пролетта 88-89 за Македонија да биде независна. И тој беше дел од односно и тој беше затвор за тоа, за како беше Така. тоа? Значи, вака беше покрај Александар Диневски во аферата, во предметот Шпион, беше опфатен и еден од наједуцираните и најобразованите македонски разузнавачи Зоран Зоки Костадинов. Многу беше болен во тој период кога ги апсеа, тоа е средина на септември 2013 година. Обвинителката Лиле Стефанова, за да не и умре Зоки Костадинов во шутка, го ослободи една ноќ пред да умре, го пратија дома од шутка, од притвор, да си умре дома. Значи и тој е жртва тој е директна жртва на тој прогон во тој период. Диневски е втората најголема жртва на предметот Шпион, затоа што со тешко заболување на белите дробови го држеа во притвор, не дозволуваа да излезе на домашен притвор, дури му носеа оние боци со кислород за да дише кислород во ќелија, што е небулоза и што е злосторство, само да не го ослободат од притвор. Мислам дека одлежа некаде 3 години притвор. Најголема жртва велам дека е затоа што после и неговиот притвор, после излегувањето од таму и продолжувањето на нивното судење, ги осудија, правосилно беше потврдено и на апелационен суд, почина татко му од стресови, многу брзо почина и брат му Спиро. Да. Откако 2024 во јануари почина Александар Диневски за 2 недели и синот, на многу мистериозен начин почина. Немаше истрага од кои околности, иначе неофицијалните информации што ги имам се дека Методија Диневски е отруен. Тој беше во имаме странство, 4... живееше Германија, така? Или Чешка? Не. Студираше во Чешка, работеше во Македонија, се вработи во, мислам, оние слободни инвестициони зони што ги води. ТИРС, како се вика. Во Скопје, не знам колку време работеше,
ама имам неофицијални информации дека е отруен и почина 2 или 3 недели после Александар Деневски. Значи, само од семејството Диневски, оваа држава, оваа тајна служба има жртвувано 4 членови. За жал. Добро, Александар Диневски, да. Александар Деневски е член на она 8-темина група во РСВР Скопје, суспендирана од Јован Трпеновски, тогашниот подсекретар за безбедност, тоа е 1989 година. Подосна Јован Трпеновски беше адвокат. Мислам дека и тој е почина. Таа 8 члена група е позната во Македонија. Павле Трајанов е политички активен. Слободан Богоевски беше прогонуван од ВМРО ДПМН заради случајот Телеком, па го судеа, па го затворија, па од затвор преку видеоконференција сведочеше 3 часа до Американскиот суд, каде што Deutsche Telekom и Унгар Телеком признаа вина за злоупотреби, за криминални приноси од монополизација на телекомуникациониот пазар во Македонија и во Црна Гора. Гроздан Цветковски денеска е плоден пишувач на колумни и мислам дека е се уште витален и во одлична здравствена состојба. За Беджети Јован Чамински, за Станое Богоев немам информации. За Миле Илиевски знам дека е ликвидиран брутално од тајната полиција, иако и тоа убиство беше прикажано како некое случајно, тоа можем било разбойништво и така натаму и така натаму. Значи, тоа е таа 8 члена група која се запиша во историја на современа независна Република Македонија. Александар Диневски Динка беше идеолог на ВМРО ДПМН, беше пишувач на сите говори што ги држеше Ливчо Георгиевски. Беше и главен инспектор во партијата, не има формирана една внатрешна организација за сузбивање на делувањето на тајната полиција против нив. Александар Диневски како се викаше, Ксин? КСИО. 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 Да. Александар Диневски со неговите соработници беше откривач на првите 2 најголеми афери во Македонија, Сина птица и Дугло. Тоа е кога тајната полиција ги прислушува и следи и ги врбува нивните врвни раководители. Подосна е екскомунициран од ВМРО ДПМН и успеа да се стекне со првата приватна детективска лиценца во Република Македонија, беше првиот лиценциран приватен детектив. Работевме заедно долги години, решававме комплицирани случаи, тој ги решаваше, а ја бидејќи сум присутен по цел Балкан и имам доста колеги новинари кои се занимаваат со истражување, успевав во некој случај на негово барање се вклучам да му помогнам, особено што колку толку знам и познавам, се служам со германски и со англиски јазик. Тоа ли така беше? Да имавме неколку заеднички патувања, имавме со него, кај што откривме работи и случаи кои му беа нарачани од големи познати компании од Македонија. Од него ги добивте документите или преку некој друг извор? Документите, да дадам и вовет, дека, нели, јас напишав, ќе зборуваме за досието Ибар на Али Ахмети. Вака да кажам ексклузивно и првпат пред јавноста, пошто никогаш не сум прашан. Јас живеев во Србија 2009 до 2016 година април.
таму имав и работев за некои медиуми, заедно со соработка за еден хрватски медиум. Таму имав контакт Значи со имавме интервју и со мене, нели? 2009 беше? имавме. Таму имав и контакти со бивши разузнавачи, бивши началници на службата за државна безбедност на Југославија, на началници на воената разузнавачка служба, затоа што по некоја игра на случајност Данчо Шутурков, покојниот крал на шверцот на цигарите, пред да умре, оставил аманет на негова лична секретарка, црното книговодство на шверцот на цигари, кој се одвиваше во тандем помеѓу Македонија Табак и Југословенската народна армија, после 46 година, да ми го даде на мене. Многу од тие разузнавачи, воени и цивилни, биле индиректно или директно инволвирани во помагање на тој државен шверц во тие 50 на години и имав квалитетни конекции и комуникации. Конкретно за овие досија, значи дојдов во комуникација со човек кој е бивши началник на служба на државна безбедност прво на Југославија, потоа на Србија. Бидејќи од Македонија беа вознемирени духовите на релација ДПА-ДУИ, значи беа во жесток судир, нели ДПА беше на Мендук Тачи метната во власта 2006 до 2008 година, па ја напуштија, па нив ги замени во коалицијата со НСДП и ДПМН ДУИ. ДПА, бидејќи знаат дека овие досија постојат, ги бара под земја и под камен по Србија, праќа кои луѓе. До мене беше дојден еден македонски разузнавач, вика те поздрави Мендук Тачи и уште еден негов соработник Фатмир Дехари, кој беше едно време заменик министер за полиција. Овие досија дали може да се најдат? Му реков може да се најдат, као ќе платат колку што треба. Викам да ги поздравиш, фала им, не сакам очи да им видам и глас да им чујам, бидејќи пред да ја напуштам Македонија имав огромна штета од тој Мендук Тачи и човекот се врати во Македонија. Потоа контактирав со тој началник на службата за државна, бивши началник на Југословенската служба за државна безбедност, го прашав за овие досија, он рече дека ги има и тоа што го нема може да го набави. И ме праша што да направим. Му реков, ти ги собереш, ти ги архивираш, ти ги систематизираш и ќе ги испратиш на твој колега во Македонија, бидејќи тие си комуницираат и без мене. Така тие досија беа испратени од него по моја препорака, за никој никакви пари да не наплаќа, да стигнат во Македонија, да дојдат до јавноста и до собранието, за да бидат лустрирани Али Ахмети, Муса Џафери, Фазли Велиу и Гази Мострени. За жал, завршија досијата наместо да бидат институционално предадени. Тоа се овие досија, така? Не, ова е збирното досие кое Александар, значи ова е анализа на тие 4 досија. Што наплаќале, што кодошеле, кого кодошеле, кому предавале извештаи овие четворица, ќе објаснам и за тоа. Значи, прво да кажам дека тие 4 досија завршија фрлени во двор на еден професор во Тетово. Тој ги предал на институциите, завршија во собрание и бидејќи ВМРО, ДПМН и ДПА има и ДУИ, се извинувам, има плодна соработка, има коалиција
знаеме колку цврста, затоа овие досија беа прогласени дека се фабрикувани, дека се фалсификувани, дека се лажни, дека се монтирани, дека ова не е вистина и едноставно си останаа на власт. Ова беше игнорирано од јавноста, не сакаше ниту еден медиум да ги објави. Веднаш после прогласувањето на овие досиеа за невалидни и за фалсификатни, јас ги објавив кај мене на Facebook профил. Добро, тука станува збор за Али Ахмети, Фазли Велију. Али Ахмети од кога почнува да работи за УДБА? Значи, од најмладите години, тој на почеток на 80-тите години, кога се случуваат оние познати превирања на Косово, нели имаше масовни студентски демонстрации, службата го следела и гледала дека увидела дека е многу близок со водачите на тие демонстрации. Демонстрациите биле организирани, главниот слоган им беше Косово Република, значи Косово не да е покрајна, туку во рамките на Југославија да добие статус на република, како што беа Македонија, Србија, Хрватска и другите членки на Федерацијата. Значи, службата го лоцирала Али Ахмети како податлив за соработка, како лесен за врбување. Го врбувале откако имал на почеток на 80-тите години илегален престој во Албанија. Го привеле на разговор, го соочиле дека до тој прв информативен разговор има направено кривични дела кои го носат 10 години во затвор во казнено-поправен дом во Ниш. Се согласил да оди во затвор, меѓутоа му посочиле дека може и да не оди во затвор ако соработува со службата за државна безбедност. Тој прво одбил, меѓутоа го соочиле со компрометирачки материјали кои содржат негови настрани склоности, се работи за хомосексуалност и за педофилија. Откако му ги прикажале и покажале компрометирачките материјали и откако го соочиле со фактот дека собирал пари за студентските демонстрации и Косово да стане република и тие средства ги злоупотребувал, се согласил на соработа. Одлежал символична казна затвор во Србија, за да биде херој подосна по албанските клубови по диаспората низ Европа и низ светот, за да каже, еве, ја бев од затвор, ја не попуштив никому, ја не сум за Југославија, јас сум за Република Косово. Така бил прифаќан во круговите на албанската диаспора кои долги години, неколку децении се бореа Косово да стане независна, да стане прво република, а потоа да стане и независна држава, како што стана. Заедно со неговиот Вујков Фазли Велију, заедно со неговите колеги Муса Џафери и Гјози Мострени, тие формираат група која службата на државна безбедност на порано на Југославија, а подосна и на Србија. Само ќе те прекинам за момент, ова е соработник Ибар, значи од тука почнува на... Али Ахмети е Ибар. Да. Значи него го воделе под псевдоним Ибар. Вујко е Фазли Велију, мама е Муса Џафери, а Гјози Мострени е стрелец. И сите четворица учествуваат во борбата со УЧК, така? Па тие не се борат со УЧК, тие се инфилтрирале во УЧК, значи во клубовите на албанците во диаспората, така? кои подготвувале
подготвувале востание на Косово, кое се случи нели 99 година, кога Слободан Милошевиќ со сите расположливи воени и полициски сили изврши агресија на Косово, наводно за некакво конечно решение, а тоа конечно решение не се случи. Беше пробиено од Боголјуб Кариќ, и ова ексклузивно ви го кажувам, затоа што објавува веќе документи на ФСБ, тоа е руска разузнавачка служба, според која Боголјуб Кариќ, кој е косовар заедно со неговото семејство и беше собственик на Моптел, а тоа е телекомуникационен оператор, си има партнер во Косово во Пеќ, кој се вика, тоа е група Дукаџини, и неговиот партнер Екрем Лукај бил представник на Моптел за Косово. Што се случува? Во моментот кога Али Ахмети, сега тргнавме малку десно од темата, ама ова е многу битно, Милошевиќ кога тргнува во агресија на Косово, ги исклучуваат сите можни комуникации, телефонија и се друго, и сателитски телефони, се оневозможиле, Да. ама не можеле, ама овие имале преку Боголјуб Кариќ, преку неговиот бизнис партнер од Косово Екрем Лукај, си имале сим картички од Моптел и така комуницирале. Така е разбиена и пробиена офанзивата на српските служби, воени и безбедносни сили 99-та, така Србија доживува пораз и подпишува капитулација, тоа е познатиот Кумановски договор, Кумановски спорот. Сега да се вратам. Колку ти е познато за убиството на Јусуф Герала, на Кадри Зека и брат му Бардош Герала, така? Значи нема што на мене да ми биде познато. Спрема овие документи што ги има. Јас ги ставам на увид сите документи што се занимавало оваа четворка. И сега ако ние влегуваме да читаме 90 или 100 страници документи, ќе забегаме со емисијата. Апсолутно, да. Јас ја објаснувам суштината. Значи, тој што сака да чита, ќе чита со што се занимавале Али Ахмети, Џафери, Острени и Фазли Велиу. А подосна тие стана она, морам да нагласам дека она врска нема со УЧК, затоа што она е формирана баш од тие српски служби во Белград и она била подржувана цело време од нив. УЧК на Косово се бореле за независност на Косово, се бореле за Косово да стане независна држава, и УЧК воопшто никогаш, или ОВК, никогаш не ги интересирала Република Македонија или конфликт во Република Македонија. Конфликтот е предизвикан од Али Ахмети и овие Муса Џафери, Велиу и Острени. Конфликтот Република Македонија го загуби со капитулација, безбедносните сили изгубија на терен затоа што немаше војна, туку имаше инциденти 2001 година. Имаше криминална национална влада на национален спас во која сите и албанци, и македонци, и срби, и власици беа министри, заменици министри. Цитера шверц, цитера криминал. Војна немаше, имаше линии на разграничување и имаше крвави, монструозни инциденти во кои паднаа 74 глави од македонските безбедносни сили, воени и полициски, и безброј глави од страна на она. Тоа беа регрутирани млади луѓе кои појма немале ни за што се борат, ни за кого се борат, затоа што во Македонија владееше еден општ
хаос, а го расчистува украински хеликоптери и руски авиони Сухои кои ги летаа украински и руски пилоти, затоа што Македонија во тоа време немаше такви спремни пилоти. Добро, да одиме понатаму. Македонските разузнавачки служби ги имаја овие документи во тоа време? Секако, македонската тајна полиција до овие досија, до овие документи и до списокот на сите соработници, не само албанци, туку македонци, доаѓа во 90-тите години, кога Македонија станува наводно самостојна и независна држава. Морам да кажам дека преку 300.000 досиеа на граѓани од Македонија, повеќе македонци отколку албанци, имаат досиеа кои останале во Белград. Тие досиеа Ванчо Чифлиганец ги има донесено и ги има предадено на владиката Стефан, и него се депонирани. Поглаварот. Поглаварот. Ванчо Чифлиганец беше генерален директор на рудникот Бучим. Од рудникот Бучим беше кршено, преку рудникот Бучим одеше транспорт на јаловина на злато и сребро во Бор, во Србија. Таму од военото разузнавање беше поставен и 40 години доскоро беше директор македонец Благоја Спасковски, колега на рударски и машински инженер, колега на Ванчо Чифлиганец. Значи, Ванчо Чифлиганец беше главниот актер во кршењето на меѓународното ембарго спрема Србија. Златото и среброто, јаловината што е носена, никогаш не е вратена во Македонија. Станува збор за 40 тони македонско злато кое никогаш не се вратило во Македонија. Значи, однесено е во Бор, 40? да биде сепарирано, да биде 40 тони македонско злато. Јас ова го знам од хрватски трговец со оружје, од кого Љубе Бошковски купуваше мини од оние топовски мини купуваат 2001 година заедно со Доста Димовска од Ѓуро Ѓаковиќ Славовски Брод за македонските тенкови, купуваше снајпери, купуваше овие безбедносни елеци, како се викаат, непробојни панцири кои никогаш не стигнаа во Македонија, завршија на Сараевски аеродром, кој што се превземени од некој близок на Љубе Бошковски и се препродадени на друга страна. Купувал познатиот хрватски пиштол, хрватите направија свој пиштол кој се вика КС или хрватски самострел. Тие пиштоли Љубе Бошковски ги има донесено во Македонија, ги делеше како шекерчиња, како трофеи. Значи, она време, кога тогаш се делеа тие пиштоли, се сеќавам, да. Така е. Значи, јас од тој, истражувајќи ја оваа трага, во тоа време, бидејќи имав многу тесна соработка со хрватски национал, со покојниот Иво Пуканич, дојдов до Звонимир Зубак, трговец со оружје, трговец и со луксузни автомобили. Тоа беше во еден предизборен период, тој беше уплашен да не го вплеткам него во овие работи. Ме прими по препорака на Иво Пуканич и вака ми рече: Зоране, не сакам да ве мешате, јас на Македонија испорачав тоа, ова што наредив. Бараше Љубе Бошковски, државата си ги нарача, си ги платија, дали завршија во Македонија, не знам. Меѓутоа, вика, од мене беше барано да продадам 40 тони нежигосано македонско злато кое се наоѓа во Бор. Јас, вика, не тргувам со македонско, со злато воопшто,
тргувам понекогаш со дијаманти, меѓутоа многу ретко доаѓаат до Хрватска, главно завршуваат во Белгија на пазарот во Антверпен. Така да тој ми откри дека златото од бор и среброто од Мајданпек било на берза, дека најверојатно вика они имат најдено како да го препродадат во странство и викат следија таа трага. Меѓутоа таа трага не можеше да се следи затоа што тој процес беше строго затворен. Љубе Бошковски, се извинувам, Ванчо Чефлиганец имаше комуникација со Јовица Стефановиќ, вика Нини од Ниш. Тоа е онај што ја купи Македонска банка, украдува многу пари. Нини Ниш на крај заврши во притвор, па во затвор за купување незаконско на Југоре медија, на Жупа, Александровац и Србија леп. Му протестира едно 2 години, бидејќи не можеше да си ги извади 17 милиона евра заглавени во Македонска банка за да даде плати и за да си ги среди тие фирми таму. Значи, сакам да кажам дека таа југословенска и подосна српска воено разузнавачка и цивилна тајна полиција заедно со Ванчо Чефлиганец има нанесено огромно зло на Македонија, бидејќи му ги имаат предадено досијата на македонците. Многу луѓе се уценувани наназад. 30 години во Македонија со тие досија, дел од нив си ги откупија. Еве конкретно јавна тајна е дека Борис Стојменов своето соработничко досие си го има купено, за да не биде илустриран и за да не биде екскомунициран од јавноста и од бизнисот. Газдата на Канал 5? Газдата на Канал 5 си го купи од Ванчо Чифлиганец и од Дедо Стефан своето досие. Си го откупи. Да кажеме дека Значи, тој беше и министер. Тоа е, молим? Да кажеме дека ја порано беше и министер. Беше министер за финансии. Значи сите што биле нешто во бизнисот или во политиката, им било вадено досието на очи, им било покажувано што може да ги снајде, си плаќале тоа што требале да си платат и животот продолжува понатаму. Добро, овие документи кои ги откриваш во јавноста, ако биле достапни до македонските служби, како е можно тие воопшто да не реагираат и да дозволат да ни се случи 2001 година? Не можат да бидат, службите не можат ниту овие информации, ниту било кои мои информации да ги процесуира, затоа што таа служба е нереформирана. Таа служба се уште е во како да кажам, се уште работи за таа српска служба, за албанска служба, за косовска служба. Значи, тоа е служба која требала на почеток на самостојноста да биде реформирана. Требале тие како Ванчо Чифлиганец, како Али Ахмети, како Фазли Велиу и слични да бидат лустрирани, затоа и служат тие досија, затоа и служи процесот лустрација, а не да имаме лустрација каква што имавме, која личеше на политички прогон и на бркање вештерки. Значи, требаше македонската служба да се реформира, а тоа значи да расчисти дека Југославија е умрена, дека немаме веќе ништо со Југославија, дека немаме веќе ништо со комунизам, со социјализам. Тоа што го направија словенците. Значи, во Македонија не се случи транзиција на свест, се случи транзиција на капитал. Многу големи средства, милиони евра остана во Србија. Србија си ги нема платено парите што ги има спечалено од кршењето на ембарго преку Македонија. Знаеме дека многу нафта беше
шверцувана за тоа време, додека беше под меѓународна блокада, под ембарго Србија, па Србија, Црна Гора, како се викаше, или СР Југославија некое време, 3 пати менува име. Значи, воопшто не се случи законска лустрација во Република Македонија за нашата тајна служба, тајна полиција да се реформира. Зато ги денеска ги се уште живееме ли е активна, Зоран? Се уште е активна. Со разузнавачките служби на Србија се активни во Република Македонија. Секако, па нели на 27 април жив беше фатен српскиот разузнавач Живаљевиќ во собрание. Координираше со тие што упаднаа во собрание и тие што правеа нереди. Потоа Србија заради тој скандал го повлече, си замина за Србија. Овде на сликата го имам извадено Али Ахмети со Пита Фейт. Имаш колку сознание колку беа подкрепени од Соединетите Американски држави или пак ова беше сето како што рече и претходно преточено во југословенските служби? Ќе оставете ги Соединетите Американски држави на страна, оставете Австралија на страна, Канада, Германија, Италија, Франција. Добро. Овде Али Ахмети го гледаме на слика со Питер Фейт, а гледаме позади знаме на НАТО. Така, да. НАТО е приватна мултинационална корпорација која тргува со оружје. Меѓу другото, НАТО има политичка агенда, земјите членки на таа мултинационална воена корпорација, приватна, тоа е како компанија, тие земји што членуваат си плаќаат влезница, си плаќаат одреден дел од буџетот годишен. Мислам дека Македонија и сите плаќаат по 2%. Оние 2%, така? Така, си плаќаат влезница во таа организација. Таа организација екстра има политички совет, екстра има политичка агенда, која служи за да биде спроведена политиката на овие земји. Меѓутоа, во прв план е оружјето, трговијата и испробувањето низ светот на воените жаришта. Конкретно, моментно, своите најнови вооружувања, најнови изуми на тоа поле ги испробуваат во Украина. Значи, Украина е сега лабораторија за испитување на тие оружје. Добро, македонските разузнавачки сили или сега МВР, македонско МВР и така натаму, немаат ли сила сега да превземат нешто против овие Али Ахмети, против Гази Острени се уште, мислам, живее во Дебар? Никаква сила, затоа што македонското министерство за внатрешни работи е поларизирано, поделено е на албанско и македонско. Министерот на полиција македонец раководи со македонскиот дел вработени, а овој заменикот албанец раководи со албанците. И никој и еден на друг има договор да не се мешаат во поделба. Значи, тука нема поделба на ресори, него има поделба по етникуми. Во делот и на албанците и на македонците има многу вработени со направени тешки кривични дела, а не се процесуирани затоа што имаме политизирано исто така на тој начин поделено судство и обвинителство. Така да немојте да се носите со идеја дека тие нешто ќе процесуират или некого ќе процесуират. Може да процесуират некој ако некому таму внатре во тој дел погреши. Значи, ако почне да води самостојна политика, ако почне да се занесува со
слободарски идеи, значи може да биде екскомунициран и процесуиран. А за инцидентите со македонското знаме, палење на македонското знаме пред 3-4 дена и она газење, тоа беше газење по македонскиот идентитет и државност. Значи, јас сум длабоко убеден дека ДУИ, овие наброени личности, без гзимо страни кој една страна кој се тргна од нив пред неколку години, значи, тројцата први се инволвирани заедно со Артан Груби и со Бујар Османи. Артан Груби е политичар кој потекнува од навивачката група балисти мислам дека навивачи на Шкупи. Тоа е тој што организира кога да излезат, што да направат, колку да кршат, бидејќи сето тоа се планира да не се претера, нели? Немој да палите и газите 5 знамења, згазите само едно, колку да биде за да може подоцна да се миноризира тој настан, ме разбирате? Да се менаџира криза, они го викаат менаџмент на криза. Обстои ли Мицковски на функцијата премиер покрај овие притисоци што ги има од ДУИ и од скоро целото албанско движење? Мицковски најголеми проблеми има во неговите редови, конкретно со министерот Александар Николовски, кој има амбиции да го замени и да седне во неговата фотелја. Имал амбиции порано, а Никола Груевски не го избрал него, туку го избрал Христијан Мицковски да му биде чувар на тронот. Веројатно не е сметал кога го инсталирал на таа функција без внатре-партиски избори, пошто мислам дека од 2012 година во ВМРО ДПМН нема внатре-партиски избори и скоро нема да ги има, што е недемократски. Така да Мицковски повеќе проблеми има со Александар Николовски, со незадоволството во неговата ВМРО ДПМН заради ветувањето од пред избори дека ќе го врати името Република Македонија и особено ќе поништи, не знам, Преспански договор. Еве ништо од тоа не се случува, си прифатија сертификати дека се пратеници, министри, заклетва дадоа под име Северна Македонија, а гледаме дека нема никакви најави дека ќе поништуваат било што, туку дека ќе терат понатаму. Уште некое време ќе дава Мицковски отпор дека нема да ги внесува бугарите во уставот, меѓутоа сметам дека веќе после нова година, од почеток на 2025 година, албанскиот коалиционен партнер, оние неколку партии што се во коалицијата Вреди, ќе истапат во договор со Европската Унија и заради несакање на ВМРО ДПМН да ги внесе бугарите во уставот, нели треба уставни измени да направат, бугарите да станат конститутивен или не знам каков народ во Македонија, и дека ако тоа не се случи, тие ги излезат од коалиција. Ако Вреди ја напушти коалицијата, владата на Мицковски ќе падне, иако секако пак ќе имаат мнозинство заедно со коалицијата, знам, ама нема да им функционира делот од Македонија, значи западниот дел од Македонија, каде што скоро спрема 100% се движи процентот на албанското население, така да многу лесно ќе дојде до бојкот на државата, бојкот на владата и на блокирање на институциите од страна на тие општини. Имаат сила тие 4-5 општини, Тетово, тука ајде Чаир веројатно не може, меѓутоа Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар и Струга, 5 се општини.
наликуваат на федерализација на Македонија? Е федерализирана Македонија? Не се тоа 5 општини, се работи за половина Скопје и за половина Куманово. Значи, Јужно Косово е симнато во Македонија. Јужно Косово не го сака во Северно Косово, затоа што имаат цивилизацијски конфликти и огромни разлики меѓу нив. 99 година, кога беше бегалската криза, дојдоа преку 300.000 избеглици во Македонија. Сите што дојдоа од Северно Косово се задржаа некое време, се качија на авиони, си заминаа за Скандинавија и за Европска унија. Австралија. Овие од Јужно Косово останаа, се населија во Македонија, земаа документација, не купија пасоши, него и нивните сонародници во општите управни служби, во матичните книги, кои се главно припадници на албански партии, им ги дадоа, така да тие се здружија со овие назадни сили што ја влечат Македонија назад, и имаме неверојатни коалиции, збориме идеолошки, а идеологија немаат, бидејќи немаат ни конгреси, него имаат нешто што си го викаат конгреси. Значи, идеолошки спротивни, а во коалиција перфектно функционира. Зборам за македонските партии СДСМ и ДПМНЕ заедно со албанските партии. Значи, нема да му функционира владата на Мицкоски без албанците од Бредни. Добро, на што се должи тоа подкрепа на западните држави или пак слабост на македонските политички партии? Се должи на немање политичка волја. Тоа се двата магични збора во Македонија. Немање политичка волја да воспоставиме правна држава, немање политичка волја да се справиме со корупција, немање политичка волја да ги угасиме или да ги укинеме факултетите на кои се печатат фалсификувани дипломи. Кога ќе има политичка волја, кога ќе има мнозинство двотретинско или консензус во собрание од сите политички партии, од сите етнички групи, ова да се случи, ние преку ноќ ќе влеземе во Европа. За жал, Македонија по самостојувањето изврши транзиција на капитал од джеб во джеб. Македонија не изврши транзиција на свест, како што тоа го направија словенците. Македонија не го замрзна општествениот капитал до оној момент, значи 10 или 15 години, додека не се случи таа транзиција на свест, што го направија словенците, бидејќи словенците 15 години во себе расчистуваа со Југославија и со социјализмот и со комунизмот, па откако воспоставија држава која стреми кон Европа и која е капиталистичка, откако воспоставија капиталистички односи, тогаш направија ваучерска приватизација, што значи секој граѓанин си го доби своето од таа држава и беше учесник во нејзиното градење. Зоран, кој го држи, кои се личностите кои го држат капиталот на Македонија, кој беше создаван во рамките на Југославија? Тоа станува збор за огромен капитал. Македонија инаку е богата земја, камен да ставиш, домат ќе порасни, компир ќе порасни, плюс оно што кажавте за рудникот, толку 40 тони злато и колку тутун, па финансиски средства други, сето тоа е изнесено надвор од Македонија, така? Кои се тие што се најбогатите сега во овие години? Ја реков, прво беше извршена транзиција на капиталот од општествен во приватни џепови. Така. Знаеме кои се првите македонски капиталисти, си ги приватизираа фирмите за себе и во свое име, подосна фирмите ги пренесоа на своите деца,
еве помина 30 години, ги сега тие фирми пременуваат во рацете и на нивните внуци. Значи, Значи, тоа се пренесува со други отворено на... зборови кажуваш дека децата на комунизмот? Така е, децата на комунизмот го држат капиталот во Македонија, со тоа што имавме неколку ретранзиции, а тоа значи како се менува СДСМ и ВМРО-ДПМН на власт, а како им се придружува овие албански партии. Јас се малку на еден интересен начин го објаснувам тоа, викам, Бранко Црвенковски ги симна Али Ахмети од планина и наместо да бидат Демократска унија за интеграција, тие се единствена неалбанска партија во Македонија. Значи, тие се партија основана од Европска унија, од Америка, за да албанците се демократизираат, меѓутоа Бранко Црвенковски многу брзо ги обучи на крадење, ги внесе во коалиција 2002 со СДСМ, иако не му треба, ги научи на крадење, на користење службени коли, на љубовници, на службени патувања, на луксузни хотели, на гага јадење по ресторани и од нив никогаш не станаа демократи. Значи, му се придружија во таа приватизација. Значи, Бранко Црвенковски успеа да направи нешто што нема во Европа. Скопските гробишта се акционерско друштво, значи градски гробишта секаде се под јавни предпријатија и скопските пазари ги приватизираше и ги направи акционерски друштва. Во Бутел градските гробишта како акционерско друштво тоа функционира, се стабилизира, меѓутоа во Скопски пазари има ненормални криминали, се судат некои 15 години, купуваат, прекупуваат, значи кој како дојде на власт, така ги рекетира оние минатите. Најголема реприватизација или ретранзиција на капитал изврши Сашо Мијалков. Значи, приграби добар дел од Македонија. Синот на патриотот Јордан Мијалков. Беше патриот Јордан Мијалков? Да, беше голем патриот. И ден денеска Сашо Мијалков прикриено е собственик на добар дел од капиталот во Македонија, заедно со Никола Груевски, кој командува од Унгарија и еве почнува и да враќа дел од украдениот капитал. Еве донесе сега 500 милиона евра, кои не знам каде ќе завршат и како ќе завршат и кои последици Македонија ќе ги претрпи од тие 500 милиона евра со 360 милиона евра капитал. Добра, ајде да го завршиме интервјуто уште со две подпрашања. Едното прашање, каде е излезот на Македонија, другото прашање, има ли можност обвинителството во Македонија да поведи судска, односно да го побара Али Ахмети на одговорност? И особено ако знаеме дека и хашките случаеви. Прво да ви кажам дека нема излез, затоа што додека овие три партии СДСМ, ДУИ и ДПМН не се демократизираат, а тоа значи додека не воведат внатре партиски избори, ние нема да доживееме демократски избори на локално, парламентарно и председателско ниво. Значи, сите три партии функционираат како трговски друштва, во нив нема внатре партиски избори, што значи дека нови млади луѓе или интелектуалци не им се придружуваат, затоа што комплетната власт е централизирана во лидерот, на кого ако некој нешто сака да биде или некаков кандидат за директор или за министер, мора да му поднесе биографија, CV. Еве ти си во странство, во диаспората, знаеш како тоа функционира. Значи, во партија одиш, членуваш и си симпатизер и го вложуваш својата кариера, својот углед, колку луѓе те почитуваат, колку си успешен, па те гласаат. Так. А доколку сакаш да се вработиш, нели поднесуваш твоја биографија, па те примат на работа. Овде во партиите мора да поднесеш
биографија, па лидерот одлучува дали си ти добар да станеш координатор за Куманово или за Крива Паланка или за Скопје. Значи, тука нема демократија, нема избори во партиите, нема избори ни повисоко. Тој што не дозволува избори во неговата партија, немој да се носиш со идеја дека ќе ти дозволи како премиер или како лидер на голема партија утре демократски да гласаш на избори. Значи, излез нема се додека овие три партии не се демократизират или се додека не бидат згаснати, за да дојдат нови партии кои ќе бираат од месен одбор, значи од своето мало да има избори, па луѓето да растат до републичко ниво, до државно ниво, за да знаат како што гласале во својата месна заедница, така ќе гласат и во центар или во државата или за председател на држава. А за овие што Ахмети работеле за удбашите со документите, што може да стане? не може ништо да стане затоа што имаше во Македонија квази илустрација. Никола Груевски спроведе илустрација преку која се обиде да се пресмета со интелектуалци кои му пречеле нему во минатото или на Сашо Мијалков или на не знам кој од бидејќи тие тогаш беа на власт, или на Дуи, на албанците, така да илустрира погрешни луѓе, испотресоа семејства, бидејќи илустрира и умрени луѓе. И тој процес беше промашен. Јас не знам дали има законска и уставна можност повторно да се спроведе илустрација, а и ако има, јас не знам кој ќе ја спроведе, затоа што пак се враќам на овие три партии кои цврсто ги држат сите полуги, сите институции, сите инструменти со кои се владее. Значи, не дозволуваат пиле да пролет. Добро, јас ти благодарам многу за овие информации и останувам и понатаму да соработуваме. Благодарам и на тебе, поздрав до вашите слушатели и читатели. Пријатно.